Добар ден повторно од Малешевијата. Се наоѓаме на платото над Беровското езеро, каде што се организира вториот поред фестивал на шумите за Пехчево и Берово, поточно за Малешевијата. Со нас е заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, господинот Ванчо Костадиновски, кој што беше присутен на самото отварање на фестивалот денес на платото над Беровското езеро. Добар ден, заменик министре. Добар ден. Која е целта на ваквите фестивали и колку тие придонесуваат за зачувување на природата? Огромно е значењето на денешната манифестација токму на ова автентично место, бидејќи можам да кажам дека регионот на Берово како посебно шумско стопанство овозможува снабдување со на останатата територија на Република Македонија на поголем дел од населението, и сметам дека ваквата манифестација за која што ми припадна чест да ја отворам и се одржува по втор пат, нема да застане тука, туку ќе се продолжи понатаму со ваков тип на манифестации, организирани од Сдруженијата на приватни собственици на шуми, а поддржани од Канцеларијата за развој при Швајцарската амбасада во Република Македонија и со посредство и поддршка од Сдруженијата на приватни собственици, CMVP, и сметам дека на ваков начин ќе дојде до масовување и вклучување поактивно на приватните собственици на шуми, бидејќи можеме да испромовираме можности кои што стојат на располагање преку програмата за рурален развој, која што возможува 5,5 милиони користење од страна на оние што се приватни собственици на шуми и Сдруженијата формирани од приватните собственици на шуми, бидејќи крајната цел на ваквите средства е да до 50% од вкупната инвестиција за набавка на моторни пили, набавка на други средства и алати кои што се користат на дејноста во шумите, претежно за цел дрвната индустрија. Навистина масовно е присуството тука и би им порачал на сите оние кои што се приватни собственици на шуми да се вклучат поактивно и за периодот и годините кои што следуваат оваа манифестација да биде помасовна и да овозможи подигнување на свесноста за ова национално богатство како ресурс, кое што може да се искористи не само како дрво за загревање, како огромно дрво, туку и да има значајна комерцијална цел која што ќе овозможи зголемување на доходот кој што се остварува преку дрвната индустрија. Јас во моето излагање кажав дека Министерството преку своите активни политики преку секторот за шумарство овозможи воспоставување на стандардите ПВЦ и ЕСЦ кои што се навистина значајни за дрвната индустрија, да оние кои што сакаат да ги имплементираат приватните компании, правните лица кои што се учесници во дејноста на дрвната индустрија, да ги имплементираат овие стандарди и да представува тоа добра референца која што ќе им овозможи поуспешен пласман на европските пазари.